Сега е 18 часот и 26 минути. Ова е Македонски корени со вашите доматини Бети Треновска и мојата маленкост Јон Треновски. Како што и ви најавивме, наши ваш гостин денес ќе ни биде доктор Тања Каракамишева Јовановска, редовен професор на катедрата по уставно право и политички систем на правниот факултет Јустинијан I, која е веќе со нас. Господја Каракамишева, добро ви утро и ви благодариме за прифатената покана. Добро ви утро и од мене, господја Каракамишева, и добро ни дојдовте на Македонски корени. Се надеваме дека и денес имаме плодна дискусија. Добро утро и се најдобро за вас. Господја Каракамишева, денес на вас ви е четврти пат да гостувате на Македонски корени. Навистина ни причинивте големо задоволство што со вашето денешно учество токму на последната емисија на Македонски корени за оваа година ја завршуваме годинава и сезоната интервјуа 2019. И мене ми е многу драго што сум четврти пат, како што нотиравте, гостин во вашата емисија, и драго ми е што последна со мене завршува годината, последна емисија во оваа година. Тоа не е случајно, мислам дека секогаш нели најуспешниот, најквалитетниот доаѓа на крај. Се шегувам, мислам дека оваа година навистина беше интересна, но и беше мощна, драматична, како од аспект на политичките случувања, така од аспект на економското тонење на државата, но и сите оние скандали кои што се појавија врзани со власта. Се надевам дека оваа година ќе ја заборавиме што е можно побрзо и наредната година ќе влеземе со нова енергија во неа, како на политички, правен, економски, така и на севкупен општествен план. Вие рековте дека се шегувате, но јас би рекол дека тоа што го рековте воопшто не е шега. Сеќаваме дека пред една година некаде го имавме првото интервју со вас и од она што го имаме како доказ и информација покажува дека тоа прво интервју побуди голем интерес кај нашите слушатели и гледачи на Македонски корени. Така, јас се сеќавам дека мојата година практично започна, или старата предходната година заврши со најавената тужба против договорот од Преспа и против промената на уставното име на Република Македонија. Во текот на оваа година таа тужба се процесираше низ судските органи и не знам колку сте информирани, но двата органа, и Основниот суд Скопје 1 и апелација, се прогласија за апсолутно ненадлежни да одлучуваат по мојата тужба, формулација која што не е позната во законите. Нема апсолутна ненадлежност, има само ненадлежност. Надлежноста не може да биде апсолутна или релативна. Може да се констатира само ненадлежност, но и тоа ни се случи. Судиите да констатираат нешто што е надвор од законите, и двата суда ме препратија да си ја барам заштитата на моите права, лични права пред Уставниот суд. Јас ги благовремено ги информирам сите граѓани, како оние кои што живеат во Македонија, така и вас, дека таа иницијатива, тоа барање е поднесено до Уставниот суд уште пред 2,5 месеца, но и покрај тоа што Уставот вели дека заштитата на личните права е итна и приоритетна, Уставниот суд уште не најде за сходно да ме информира докаде е моето барање и дали воопшто е прераспределено кај некои судија и дали воопшто планираат да започнат постапка. Тоа за мене е индикативно како од аспект на нивната неажурност, неорганизираност, но и од аспект на нивното политичко тактизирање, со цел да видат, претпоставувам, како ќе се одвиваат изборите во државата, особено оваа година, бидејќи се најавени како предвремени, но и претпоставувам нивното политичко позиционирање понатака, што повторно упатува на еден момент дека Уставниот суд е политички орган испостава на власта и дека практично е марионета на власта. Но јас нема да застанам тука. Со постојани ургенции и со постојани барања ќе барам на некој начин да ми се овозможи ова право, односно оваа заштита, да се види
до каде е со процесот и како понатака, бидејќи знаете дека сакам да поднесам тужба евентуално и до Страсбург, доколку и Уставниот суд ме одбија во оваа смисла. И тоа ќе биде буквално пионерски чекор во процесот на заштита на личните права, особено со неуставниот и меѓународно спорниот договор од Преспа, кој што чисто последици, штетни последици ги чувствуваме сите ние македонците. Тоа е во делот на почнување на годината, така ми заврши, би рекла, и оваа година, бидејќи како што ми почна со тужби, така ми завршува со иницијатива пред Уставниот суд, за кој што ќе зборуваме во текот на оваа емисија. Вие бевте и се уште сте, барем до 12 јануари, член на Венецијанската комисија, каде што ја представувавте Македонија. Венецијанската комисија официјално ги изнесе бројните забелешки во однос на употребата на законот за јазици, со што посочи дека употребата на албанскиот јазик ги надминува европските стандарди. Дали забелешките на комисијата може да се сметаат за ваша победа, но пред се за победа на Македонија? Каква значење има овој извештај за Македонија? Што е тоа што според Венецијанската комисија владата на Заев ќе мора да промени во законот за употреба на јазиците? Така. Мојот мандат истекува на 12 јануари. Практично во текот од доаѓањето на власта, на оваа власт до пред некое време, постојано се бараа модуси да ме разрешат, да ми најдат некоја замена која што ќе продолжи да како член на Венецијанската комисија ќе продолжи да ги спроведува интересите на оваа влада наспроти интересите на македонците. Но никако не успеа, затоа што јасен е статутот на Венецијанска комисија дека разрешување може да дојде само доколку членот е неспособен, доколку е неактивен и доколку не може да ги извршува обврските. Меѓутоа тоа кај мене не можеше да се најде како мана и токму затоа органите на Венецијанската комисија практично ме оставија докрај да си извршам својата задача и својата мисија. Мандатот ми трае до 12 јануари, но јас се уште ќе бидам активна, без разлика што нема да бидам член, полноправен член. Има една асоциација во рамките на Венецијанската комисија која што ги собира сите поранешни членови и заменици членови во Венецијанска, така што јас од таму ќе делувам. Секако нема да имам право на глас, но ќе можам и понатака да делувам од аспект на заштита на интересите на Македонија. Исто така бројните контакти кои што веќе ги имам остварено не се залудни, нема да бидат затворени. Напротив, јас и понатака ќе се одржувам контакти со бројни членови кои што се едновремени професори по уставно право, меѓународно право, мои колеги со кои што јас сум соработувала и претходно, но сега посебно ги зацврстив релациите поради моето присуство во Венецијанската комисија. Што е тоа што Венецијанската комисија го констатираше во однос на законот за употреба на јазиците, кој што јас би рекла дека немаше покритичен извештај за Македонија од овој, од Венецијанската комисија, и дека е нотирана силна критика како во однос на формалната процедура на донесување на законот со прекршување на бројни одредби од деловникот, законот за собрание и уставот, така и во делот на критика, во делот на материјалната содржина на законот, односно бројни одредби кои што таа ги констатира како нејасни, непрецизни, недоволно точно, прецизно регулирани, како и фрла сомнеш во однос на уставноста на самиот закон, зашто упатува на Уставниот суд, но самиот факт што го спомнува како сомнеш Венецијанската комисија дали законот е во согласно со амандман 5, веќе дава отвара врата на сомнешно и отвара врата на потреба од тоа Уставниот суд да се произнесе по однос на уставноста на законот. Како што кажав, нотирани се силни критики во извештајот, посебно во делот на формално правната процедура, односно формалната законитост. Венецијанска комисија укажува дека се направени бројни повреди на деловникот на собранието, при тоа нотира дека Комисијата за европски прашања и покрај тоа што е матично ненадлежно работно дело, сепак тоа го
превзема работата по однос на законот. Понатака констатирам Венецијанската комисија дека опозицијата не била присутна, не била консултирана ниту во процесот на драфтирање на законот, ниту во процесот на негово донесување. При што исто така констатира дека над 80 амандмани кои биле предложени од страна на опозицијата не биле дискутирани во рамките на комисијата и исто така е нотирано отсуство на една инклузивна и неопходна јавна расправа за законот кој што е, како што велат тие, од широк јавен интерес. Нотирано беше дека гласањето на законот се одржа во отсуство на најголемата опозицијска партија, како и без расправа по поднесените амандмани, што, како што знаеме, покрена силни реакции во јавноста. Комисијата констатира дека законот за употреба на јазиците не може да се смета за некомплексен и неекстензивен, со оглед на фактот дека регулира област која фактички се однесува на целото општество, бидејќи сите ние сме засегнати со употребата на јазикот, посебно на албанскиот јазик, и во таа смисла Венецијанската комисија нотира дека со оглед на фактот дека законот е од широк јавен интерес, морало да се спроведе јавна расправа во согласност со деловникот за работа на собранието, каде што треба да бидат вклучени не само политичките партии, туку и експертите, невладините организации, како и другите чинители во општеството, што не беше случај за овој закон. Исто така, оно што е интересно во извештајот е дека самата скратена постапка, значи, се критикува. Исто така комисијата имала сознание од одредени соговорници дека законот бил подготвен како дел од коалицијскиот договор меѓу двете партии, СДСМ и ДУИ, без претходна анализа на оние слабости и пропусти кои што тие ги наведуваат во образложението на новиот закон, дека одредени слабости и недостатоци се појавиле кај законот од 2008 година, но Венецијанската комисија вели зошто не сте направиле детална анализа, па да видиме кои се тие слабости и недостатоци кои имаше претходниот закон од 2008 година, со цел да видиме дали овој закон навистина бил неопходен и потребен. Додолку повеќе што самата власт вели дека недостатоците на претходниот закон биле од финансиска природа, во смисла дека државата не обезбедила доволно финансиски капацитет за спроведување на истиот, но и отсуство на интерес на немнозинските заедници во реализацијата на овој закон, што значи дека не се работи за неквалитетен закон од 2008 година, туку за прашања кои што се однесуваат од економски карактер, финансиски карактер, но и отсуство на интерес кај малите заедници да го применуваат овој закон, што значи дека многу од работите се веќе појасни во делот на неспроведувањето на законот од 2008 година. Оно што е посебно интересно за одправниот аспект е дека овој закон практично ги повредува принципите на владењето на правото, дури Венецијанската комисија во еден дел укажува и на неспроведливоста на чек-листата на принципите кои што е утврдена од страна на Венецијанската комисија во делот на владењето на правото. Вели дека еден закон, за да може да биде применлив, мора да биде не само квалитетно направен, не само законски во рамките на законската постапка донесен, туку мора да биде и квалитетен закон кој што може да биде применет. Секој закон кој што не може да биде применет е во спротивно со принципот на владење на право, бидејќи велат тие закон кој што не може да биде применет е закон само на хартија, не може да се реализира во пракса. Понатака, голем дел од забелешките се однесуваат, како што реков, и на нејасност и непрецизноста на голем број од членовите во законот. Посебно треба да се разјасни примената на амандманот 5 од Уставот во самиот закон, бидејќи, како што велат експертите, овој закон ги засега фундаменталните права на сите етнички заедници, не само на албанците, кои што се во определен број, и токму затоа мора да се отстранат сите оние текстуални нејасноти кои што имаат проблем
кои што даваат проблем во примената, но и во мониторингот и евалуацијата на самиот закон. Понатака експертите велат дека законот не е прецизен кои одредби се однесуваат на употребата на албанскиот јазик, а кои одредби се однесуваат на употребата на другите јазици од етничките заедници. И токму поради ова комисијата препорачува законот да се измени во делот на обезбедување по соодветна прецизност за опсегот на неговата примена, бидејќи амандманот 5 од Уставот вели дека употребата на албанскиот јазик може да биде само во органите на државната власт, но не и во другите установи како што е органи и организации како што се набројани во самиот закон. Во самиот закон имаме многу поекстензивна примена. Се спомнуваат здравствени установи, социјални установи, факултети, средни училишта, културни установи и така натаму, што е далеко од опсегот на самиот амандман 5 од Уставот на државата. И исто така мора да биде јасно кои одредби од законот се однесуваат на примената на албанскиот јазик, а кои одредби се однесуваат на јазиците на другите етнички заедници. Тоа е посебно нагласено, бидејќи како што велат експертите, сега како што е дадено, имаме, значи, практично на исто ниво составени македонскиот јазик и албанскиот јазик како во службена употреба на цела територија, а додека другите јазици на етничките заедници се некако запоставени, односно не се доволно прецизно утврдени, не е доволно прецизно утврдена нивната употреба, со што практично се доведува во опасност принципот на еднаквост, односно принципот на недискриминација во однос на помалите етнички заедници. Исто така, она што е посебно интересно во извештајот на Венецијанската комисија е дека практично таа во себе вели дека не може да се наметнува употребата на албанскиот јазик на цела територија на Република Македонија, бидејќи вели дека самото наметнување на употребата е во спротивно со бројни права од Европската конвенција за човекови права, посебно слободата на изразување, но и како што вели спротивно е на рамковната конвенција за национални малцинства, односно принципот на самоидентификација или себеидентификација, бидејќи експертите забележале дека употребата на албанскиот јазик се врзува со етничката припадност на граѓаните, што е апсолутно несоодветно, бидејќи употреба на друг службен јазик е едно прашање, додека правото, односно припадноста, етничката припадност на некој граѓанин е друго прашање и при тоа не треба да се поврзува. Не мора ако си турчин да го знаеш турскиот јазик и да мора да се употребува турскиот јазик, а исто како што не мора ако го познаваш албанскиот јазик не мора да си албанец по етничко потекло, при тоа експертите велат дека тоа мора да се разграничи јасно во законот со цел да биде законот во согласно со европските стандарди. Понатака прашањето околу употребата на јазиците, особено малцинските јазици, е посебно утврдено во самиот извештај. Се вели дека законот треба да биде изменет во делот каде што стои дека јасно стои дека граѓаните имаат право, но не е обврска да го употребуваат својот малцински јазик. Ова е посебно значајно затоа што како што во текот на овие неколку месеци гледаме Бујар Османи постојано оди на терен, испитуваат кои општини, кои органи ги смениле своите табли, кои не, што практично укажува дека власта ќе инсистира да биде тоа обврска за примена на друг службен јазик, додека Венецијанската комисија вели дека тоа е индивидуално право на секој човек, значи не е на ниво на обврска, туку на право и тоа мора да се посебно да се потенцира во законот. Бидејќи јас ако сум албанец можам да побарам целата комуникација да се одвива со државниот орган, со државните власти да се одвива на албански јазик, но тоа не се однесува ерга омне за сите, туку само за мене.
само во мојата употреба комуникација со државен орган треба да се воспостави тоа право, но не се однесува на сите граѓани, бидејќи не сите може да се согласат со тоа да се зборуваат на друг јазик кој што е различен од македонскиот. Понатака, комисијата исто така не го поврзува или не го става во релација правото на употреба на малцинскиот јазик, како што кажав, со етничката припадност на тоа лице. Има бројни случаи во Македонија, например, каде што, да кажеме, припадник од ромската етничка заедница го познава албанскиот јазик и сака, например, на својата лична карта да се стави името и презимето со албанското писмо, нели? Но тоа не значи дека тој е албанец по етничко потекло, туку е ром. Во таа смисла мора да се усогласи законот со членот 3 од Рамковната конвенција за национални малцинства. Исто така, она што е посебно болно кај општинските совети каде што албанскиот јазик е доминантен, нели имаме голем дел од општините во Западна Македонија каде што имаме употреба на албански јазик како службен јазик, па потоа е македонскиот или турскиот. Тука комисијата вели дека не смее да се остави на дискреција на локалните совети да одлучуваат тие дали треба да се употребува македонскиот јазик или не, бидејќи ова дискреционо право е спротивно на Рамковната конвенција за национални малцинства и при тоа алудира на тоа дека мора да се уреди со закон и да се унифицира ова прашање дека македонскиот јазик мора да се употребува во сите локални совети без разлика дали живеат мнозинство албанци или мнозинство турци или мнозинство срби или мнозинство роми, и тоа мора да се уреди со закон и тоа да биде во согласно со принципот на недискриминација. Посебно интересен делот за двојазичните амблеми на униформите на армијата, полицијата и сите оние лица кои што носат униформи, кои што знаете дека предизвика кај нас голема расправа околу тоа дали може да бидат двојазични амблемите на униформите или не. Венецијанската комисија вели дека двојазичност на амблеми на униформи не постои во светот како стандард. И сега јасно е дека со тоа практично ви кажува на дипломатски начин дека штом нешто нема стандард, едноставно не можете да го примените во вашата земја. Но доколку вие инсистирате на таква примена, тоа ќе биде надзор од меѓународните стандарди. Тоа го кажува Венецијанска комисија и при тоа посочува неколку држави каде што има двојазичност на амблемите, но сите држави кои што ги посочува се или федерации или конфедерации, а Македонија е унитарна република. Значи и со самото тоа укажува на некој начин индиректно дека двојазичноста на амблемите не може да се третира како нешто што е во согласно со меѓународниот стандард. И последното во делот на препораките, комисијата го поканува на некој начин законодавецот да го преиспита уште еднаш законот за езиците. При тоа упатува на обврската да се консултираат сите партии, но и сите засегнати релевантни страни. Значи тука се и помалите етнички заедници да бидат вклучени, експертската јавност да биде вклучена и опозицијата, што укажува на тоа дека треба да се преиспита законот за езиците. Тоа јасно упатува на фактот дека треба или да се донесе нов закон, или овој актуелен закон да се направи што е можно поусогласен со европските стандарди, но и со уставот на Република Македонија, и дава неколку препораки во таа насока што све треба да се направи. Ова накратко, значи јас ќе кажам дека најсуштествената забелешка на Венецијанската комисија е практично повредата на формалната процедура. А знаеме ние правниците дека што е формалната процедура повредена, тоа значи дека тој закон е на некој начин ништовен од сам почеток, бидејќи не ги следел оние фази во постапката кои што се предвидени во деловникот на собранието, што значи дека е спротивен на деловникот, спротивен на законот за собрание, но и спротивен на уставот на државата, што впрочем и ние како иницијатори на иницијативата за оценка на уставноста го посочивме на 30 страни, каде се прекршил уставот во процесот на носење на законот, но и во процесот на создавање на материјалната содржина на законот.
Господја Каракамишева, министерката за правда Рената Десковска-Тренеска во една дебата покрај тоа што рече дека извештајот е позитивен, таа изјави дека ќе го менувале законот за судови и законот за кривична постапка наместо законот за јазиците. На иста линија е и председателот Стево Пендаровски. Како ќе го прокоментирате тоа? Дали навистина може да се смета за позитивен овој закон, како што сакаат да го продадат пред јавноста, или дали овој закон за употреба на јазиците е во склад со Уставот или има сериозни проблеми со уставноста на решенијата? Па точно тоа е уствари владениот став, значи она е на линија на владениот став и јас мислам дека колку и да таа внатрешно може би не се согласува со овој став, сепак како дел од владата не може да ретерира и да има поинаков став, бидејќи сепак тоа е владен став. Во однос на законот за судските постапки, тоа е многу интересно, како може закон за употреба на јазици кој што се носи со апсолутно мнозинство да се наметнува над законите кои што се носат со двотретинско мнозинство. И ова исто така дилема беше посочена од страна на експертите во Венецијанската комисија дека е невозможно тоа да биде така и дека дури бара владата бараше во самиот закон за употреба на јазиците делот за судските постапки, тие одредби да се носат со двотретинско мнозинство, што исто така беше еден обид на власта да се направи еден вид циркусантско, би рекла, делување со цел само тие одредби да се избават и тие да се носат со двотретинско мнозинство, а целиот закон да се носи со апсолутно мнозинство. Но секако и тој обид не им беше прифатен, бидејќи тоа е прво невозможно, таква правна акробатика е невозможно да се спроведе во нашиот систем, спротивно е на Уставот, бидејќи се знае дека законот се носи во целина, не се носат само делови одредби со едно мнозинство, други одредби со друго мнозинство, и тоа беше исто така еден многу интересен циркузантски обид на власта да се направи, би рекла, една акробатика. И во тој дел исто така експертите имаат забелешка, и тука беше практично и клучната забелешка во делот на двотретинското мнозинство. Јасно е дека овие одредби ќе мора да се носат со двотретинско мнозинство, што значи повторно инклузивниот процес за што инсистираше Венецијанската комисија мора да биде запазен, односно сите политички партии да бидат вклучени во подготвувањето, но и во процесот на донесување на овие измени кои што се врзани со употребата на јазиците. Гледаме, еве излезе Стево Пендаровски, председателот на државата, излезе со став дека законот за употреба на јазиците во согласно со амандманот 5 на Уставот. Исто така имаше бројни други владени представници, меѓу кои подпредседателот на владата, министерката за правда, кои сметаат дека извештајот на Венецијанската комисија е позитивен и дека не е нешто со што треба да се травматизира власта, но јас би рекла дека сето она што го велат владините представници е сосем обратно. Господја Каракамишева, во вашите одговори на две претходни прашања вие одлично објаснивте со едноставен јазик кој секој може да го разбери, а не само правниците. Последно вакво детално објаснување на извештајот од Венецијанската комисија за употреба на јазиците, на секого треба да му е јасно каква порака испрати Венецијанската комисија до владата на Заев. Во изминативе неколку недели многу често се злоупотребуваше од страна на власта и владините перјаници, користејќи го токму незапознаеноста на јавноста за содржината на извештајот. Последно вакво објаснување нема да има ниту еден кој би имал двумење околу содржината на извештајот. Вашево излагање денес на Македонски корени ќе биде лекција не само за пошироката јавност, туку и за правниците кои не беа запознати со содржината на извештајот. Така, сега со вие им ги отворивте очите и ушите, се разбира ако сакат да чујат и да видат. Така, јас да ви кажам искрено, интересно е што ниту една национална телевизија, откако заврши работата на пленарната сесија на Венецијанска комисија, не ме покани да бидам гостин и да го образложам детално, бидејќи, извинете, но јас сум најупатена околу процесот на донесување на ова мислење и воопшто целата содржина на мислењето.
Ниту една телевизија не ме покани и никој не најде за сходно да каже чекате да ја консултираме професорката, сепак таа беше во оваа цела година вклучена во процесот, иако нели постои едно правило дека членот на државата не треба да се меша во работата на комисијата при подготовка на самиот извештај, но исто така има и правило дека доколку членот на државата има што да каже, и тоа што го вели е издржано и научно, и стручно, и правно, нема човек кој што ќе остане индолентен, односно незаинтересиран по однос на таквите ставови. Секако дека тие кои што го подготвуваат извештајот се најрелевантни и се рекла и најодговорни за содржината на извештајот, но секогаш тие професори исто така консултираат и други професори, како што во случајот ме консултираа мене. Секако дека тие со свој кредибилитет нема да паднат на ниски гранки, ако јас не зборувам точно, не зборувам така како што е, тие да го вклучат моето мислење во извештајот. Напротив, нормално е дека тие ќе ценат објективноста, стручноста на моите анализи, на моите ставови, дека врз основа на тоа ќе појдат и ќе утврдат дали треба да биде моето мислење дел од извештајот или не. Во овој конкретен случај се работи за тројца колеги по уставно право, кои јас лично ги познавам и се мои пријатели, но тоа не значи дека само што се мои пријатели дека они ги слушале моите мислења и моите ставови, пак ќе кажам дека секогаш тие поаѓаат од објективноста на моите ставови и нормално е дека она што е тие што сметаат дека треба да се прифати го прифатија, тоа што треба да се цени во еден поширок контекст го ставија во поширок контекст, така што мислам дека во најмала рака јас на никој начин бев советодавец на подготвувачите на извештајот и се она што сметаа дека треба да биде внесено како став, како мислење го внеса. Но за жал во Македонија тоа не беше презентирано така, презентиран беше извештајот во едно позитивно светло, што не е вистина. И исто така гледаме власта постојано ги турка работите под тепих, односно и покрај тоа што се сугерира на властите да го отворат повторно ова прашање и да ги изменат спорните одредби, тие гледаме дека се фаќаат само за оние одредби кои се однесуваат на самата судска постапка. Тоа исто така не го споменав, дека практично известителите предлагаат двоезичноста во судските постапки да се ревидира, целосно да се измени, затоа што не може вака како што е сега поставено, да кажеме од 50 странки во постапката, само еден ако е албанец, да треба да се води целата постапка на албански јазик. Тие самите сметаат дека ова не само што не е оправдано, туку нема ни финансиска подлога, не може државата да издржи таков товар. Второ, ќе се одложи самата судска постапка, односно ќе се повреди судењето во разумен рок или правото на судење во разумен рок. Значи на сметка на употреба на јазик ќе се повредат редица други права кои што се загарантирани со Европската конвенција за човекови права. И при тоа укажува Венецијанската комисија дека доколку една од страните или неколку странки се албанци, дека може да се употребува албанскиот јазик, но само во делот на комуникацијата меѓу нив. Значи не да се води самата постапка, не да се спроведува постапката на албански јазик, туку да се обезбеди преведувач за тоа лице да следи постапката на својот мајчин јазик, што значи дека имаме сосема различен пристап во однос на употребата на албанскиот јазик. Власта која што инсистира целата постапка да се спроведува на албански јазик и Венецијанската комисија која вели дека тоа е индивидуално право на самата странка и дека тоа не треба да се однесува на постапката, туку само на правата на тоа лице кое што говори друг јазик различен од македонскиот. И тоа е вака посебно интересно, но гледаме дека властите се фаќаат само на тоа и сакаат да ја направат измената само на во тој дел, ништо друго за нив не е спорно. И она што е исто така многу интересно, што гледам Бујар Османи постојано го потенцираше на телевизиските дебати или емисии, дека практично тие сакаат целосно да го спроведат рамковниот договор со овој закон, што не е вистина. Охридскиот рамковен договор никаде не зборува на ваков начин
да се донесе закон за употреба на јазиците, туку ако се чита добро точките од 6.3 до 6.8 и анексот Б, ќе се види практично дека рамковниот договор зборува за употреба на албански јазик само во органите на државната власт, посебно се потенцира употребата на јазикот, на албанскиот јазик во собрание, но не и на другите места и установи како што се потенцирани во законот, како што кажав, по факултетите, по културните установи, социјалните установи и така натаму, што јасно укажува дека овој закон оди надвор од Охридскиот рамковен договор. Не само што е спротивен на уставот, туку и на Охридскиот рамковен договор. И во таа смисла посебно беше потенцирана критиката околу употребата на европското знаменце. Се сеќавате кога се носеше законот, се злоупотреби европското знаменце со цел да се добие скратена постапка, да не се дебатира, да нема јавна расправа по однос на овој закон. И истото тоа го коментираш и францускиот амбасадор Тимоние, кој уште во таа фаза од постапката рече дека ова е злоупотреба на европските стандарди, односно дека е злоупотреба на европското знаменце, бидејќи овој закон не се усогласува со никаква директива, регулатива од правото на Европска унија која се однесува на малцински јазици, бидејќи таква директива и регулатива не постои во правото на Европската унија. Но добро е што има вака преку алтернативните начини. Јас имам своја Facebook страна, преку Twitter, преку Тудинка и на некои други начини, еве сега и во македонски корени, доаѓа вистината на правото место, односно граѓаните се повеќе информирани за содржината на мислењето на Венецијанската комисија, но и за ставот на експертите кој што беше експлицитно наведен во ова мислење, дека многу од одредбите не кореспондираат со европските стандарди, и тоа е добро, бидејќи ако останавме само на презентирање на извештајот на комисијата преку Пујар Османи, мислам дека јавноста ќе беше целосно во заблуда и во забуна што вистина се случи на оваа пленарна сесија во декември. Вие го имавте на увид целиот текст од документот кој владата на Заев го испрати до Венецијанската комисија. Дали е точно дека во документот на едно место стоело албанците во Македонија не се малцинство, туку се заедница, а тоа било така бидејќи Охридскиот рамковен договор ги бришал зборовите националности и малцинства во уставот и го воведувал концептот етнички заедници. Употребата на малцинството било навредливо за албанците. Охридскиот рамковен договор препознал мнозинства заедници, македонската, немнозинска заедница албанската и малите заедници по 20%. Ако се зборувало за правата на малцинствата, тоа се однесувало на малите заедници по 20%. Дали уставот ја препознава оваа категорија? Значи, точно е тоа дека со Охридскиот рамковен договор се направи повреда на Конвенцијата за национални малцинства, бидејќи во меѓународното право нема термин етничка заедница. Прво, нема термин етничка заедница затоа што самите два збора се контрадикторни сами на себе, односно се таутологија. Едно те исто, зборување со еден те ист јазик. Значи, меѓународното право јасно ги препознава термините национално малцинство или малцински заедници, но не и етнички заедници. Оно што се направи во 2001 година беше спротивно на меѓународното право. Јас тогаш се сеќавам зборував на таа тема, дека практично со Охридскиот рамковен договор се прекрши меѓународното право, како што впрочем се прекршува и сега со договорот од Преспа. Но интересно е тоа што Охридскиот рамковен договор точно е тоа дека ги отфрла националните малцинства како термин, но употребува термин заедници, и тоа не само за албанците, туку и за другите етнички заедници, како што вели договорот. Сега во уставот не се зборува ниту за етнички заедници, ниту за заедници, туку за граѓани кои зборуваат јазик различен од македонскиот,
и зборуваме за Бадентерово мнозинство или Бадентерово гласање, каде што се зборува за припадници каде што се зборува за граѓани кои припаѓаат на заедниците кои се со помалку од 20% или кои што се со 20% застапени во Македонија. Што значи дека во уставот не се зборува за етнички заедници, во преамбулата се зборува за делови од народи, така, дел од албанскиот народ, дел од турскиот народ, дел од српскиот народ и така натаму, но никаде не се зборува во уставот за етнички заедници. Тоа што се направи со законот за употреба на јазикот, исто така е во спротивно со уставот, но и во спротивно со Охридскиот рамковен договор, бидејќи исто така во овој договор не се зборува за етнички заедници, туку се зборува само за граѓани кои што припаѓаат на заедници кои се немнозински во Република Македонија. И тоа е она што исто така се создава една правна забуна во нашиот систем, дали се зборува за етнички заедници, дали се зборува за заедници, дали се зборува за немнозински заедници, дали се зборува за национални малцинства. И постојано се алудира на создавање на уште поголема правна забуна во делот на тоа како се лоцира во уставот и во рамковниот договор оваа заедница, на кој начин се формулира оваа заедница. Значи јасно е дека, да кажеме, во точка 8 од Охридскиот рамковен договор, која што е насловена како закони што се однесуваат на употребата на јазиците, например, во оваа точка пишува, ќе цитирам, собранието до крајот на својот мандат, значи од 2001 година, и се дава обврска на собранието да усвои нова легислатива со која што ќе регулира употребата на јазиците во органите на Република Македонија, значи во државните органи. При тоа тука не спомнува пак ќе кажам установи, организации, органи, бироа, агенции, директорати и така натаму. Оваа легислатива треба да обезбеди дека на пленарните седници во работните тела на собранието претениците да можат да се обраќаат на јазиците кои што се споменати во членот 7, став 1 и 2 од уставот, како што е утврдено во анекс А од рамковниот договор. Значи, рамковниот договор се ограничува само околу употребата на албанскиот јазик на пленарни седници во работни тела на собранието, согласно Охридскиот рамковен договор. Исто така, вели собранието до крајот на мандатот на сегашното собрание ќе усвои нова легислатива за издавање лични документи. Тоа се оние или лични карти, патни исправи, сообраќајни дозволи така натаму, каде што треба да се усогласат тие лични документи со писмото на малцинскиот јазик. Тоа што го направивме уште 2001 година наваму. Ништо друго не е предвидено во рамковниот договор и тука практично се крши, односно овој закон се става над рамковниот договор, овој закон се става над уставот и регулира прашања кои што не се уредени со рамковниот договор и со уставот. И затоа јас велам дека практично се сака преку законов да се направи зголемена употреба на албанскиот јазик во државата, односно изедначување на македонскиот јазик со албанскиот јазик како втор службен јазик на цела територија на државата, што е надвор од Охридскиот рамковен договор, тоа категорично и одговорно го тврдам, и надвор од уставот, зашто мора да се произнесе и Уставниот суд. Бујар Османи во едно интервју ве обвини дека сте правеле непринципиелни притисоци во комисијата. Тој тврдеше дека лично видел како сте правеле притисок врз секретаријатот за да го сменат текстот на извештајот. Каков е вашиот одговор на ваквите обвинувања, господја Каракамишева? Дали навистина вршевте притисоци и за какви притисоци зборува господинот Османи? Значи вака, тоа што ме виде господинот Бујар Османи немаше врска со ова, затоа што јас, пак ќе кажам, цела година работевме на мислењето и давав своји сугестии, своји мислења. Ако тие мислења не беа во согласно со европските стандарди, верувајте дека никој од тие членови на Венецијанска комисија немаше да ми ги пофати, немаше да ми ги земе во предвид, ако мислеа дека тие се субјективни, дека тие се непринципиелни, дека тие не се во согласно со европските стандарди. Но човек кога ќе види дека нешто е објективно, нормално е дека ќе прифати. Значи јас цела година давав своји материјали, а не кријам, ниту пак не кажав дека јас тоа не сум го правела.
Напротив, и на Фейсбук страната давав, ги објавував моите трудови, кои што им ги давав на членовите на комисијата. Но самото давање на труд не значи дека тоа мора да биде прифатено. Ќе биде прифатено ако е во согласно со европските стандарди. Нема да биде прифатено нормално ако не е во согласно со европските стандарди. Никој од нив таму нема да си го наруши својот кредибилитет и интегритет ако види дека нешто е спротивно на европски стандарди. Значи во тој дел да кажам е објаснето. Но сега она што ме виде Бујар Османи, интересно е што пред да започне пленарната седница, комисијата доби официјално мислење од владата, подпишано од Зоран Заев, каде што ги објаснуваше ставот и позицијата на владата на Република Македонија и при тоа упатуваше, дури даваше совети на Венецијанската комисија кои од ставовите треба да бидат избришани од мислењето. Значи, пазете, владата ја советува Венецијанската комисија кои од ставовите на своето мислење треба да го избрише. Што е преседан, но и некултура и непочитување на авторитетот на Венецијанската комисија. Која е владата да кажува што треба да биде избришано од страна на Венецијанската комисија? Интересно е што Бујар Османи дојде непосредно кога започна точката за Македонија и тој мислеше дека со самото тоа што е испратено вакво мислење и укажување од владата, дека ние готово веќе ќе паднеме во несвес или членовите од Венецијанска комисија сите ќе попаѓаат во несвес од неговиот кредибилитет и веднаш ќе постапат по укажувањата на владата. Но тој не знае како работи Венецијанска комисија и веројатно мислејќи дека доаѓа како потпредседател на влада, дека готово веќе сите ќе паднеме на колена. Тој беше убеден дека сите укажувања на владата беа внесени во мислењето. Но јас ден предходно, кога беше подкомитетот за национални малцинства и фундаментални права, реков дека владата не смее на ваков начин да го руши легитимитетот и кредибилитетот на Венецијанска комисија, бидејќи тоа, извинете, не може влада да советува. Владата бара совет од нас. И тука е главната разлика во ставовите. И нормално дека членовите сите се согласија дека не може ова не принципиелен притисок, но исто така имаше одредени сознанија дека и на друг начин се вршеле политички притисоци, што исто така мора да се докажат, нели? Јас само слушнав. И во таа насока укажив, апелирав дека никој не смее да потпаѓа под влијание на владини мислења, дека треба да се држиме до правото и стриктно до стандардите кои што се применливи во Европа. Но Бујар Османи тоа не го знаеше и секако дека тој беше убеден дека сите укажувања на владата се веќе внесени во мислењето. При тоа кога заврши точката, кога се изгласа нашето мислење, Бујар Османи беше прилично некултурен и кога стана да се поздрави, кога си одеше, ми вели, вие не успеавте. Ја велам, што не успеав јас? Вели, па вие не успеавте да го измените мислењето, односно јас успеав тоа да го направам. Јас со цел да се разуверам, да не случајно нешто навистина направил, отидов кај членот на секретаријатот со цел да видам што е усвоено, во која содржина е усвоено. И он тогаш ме виде дека отидов кај него и мислеше дека ја правам некакви дополнителни притисоци. Но повторно ќе кажам, тоа све му беше политичка тактика и игра, со цел да ме накодоши мене дека ете јас нешто сум направила, а јас само сакав да отидам да видам во која содржина е усвоено мислењето, да не случајно е прифатено нешто од укажувањата на владата, за кое што предходно сите се согласија дека е непринципиелен притисок врз Венецијанската комисија. Тоа беше целата случка и тој направи драма во медиумите дека јас сум влијаела кај секретаријатот. Мисли дека тоа така е, дека е тоа негово гранапче, дека секој може да отиде во неговото гранапче да си купи она што бара или да си добие она што бара. Заборава дека Венецијанската комисија е авторитетен орган
кој што е на највисоко ниво во Советот на Европа и чие што мислење се слушаат и од страна на Европскиот суд за човекови права, и од страна на Европската унија. И дека никој таму не може да работи ни професионално, ни одговорно, како што мисли Бујар Османи, дека со самиот факт што јас ќе отидам, дека ќе направам не знам какви промени. Значи тоа така не функционира, иако они беа убедени дека така функционира и дека со само еден допис ќе се смени најкритичниот дел од мислењето. Впрочем, Јон, самиот факт дека владата испрати 2,5 страни писмо, укажува дека таа не е задоволна од мислењето и дека бара да се променат најкритичните забелешки. Но не успеа. Дури Зоран Заев пишуваше во писмото дека ова мислење му е важно затоа што е пред избори и дека може да влијае на процесот на изборите. Пази, до тој степен го политизираше мислењето и ја политизираше работата на Венецијанска комисија, што се дрзна да каже невистина, односно да каже дека ова мислење може да влијае врз изборниот резултат. Каква врска има? Тоа што он се договарал со ДУИ, ако не може да го реализира, тоа е друго прашање, тоа нема врска со изборите и со процесот на предвремени парламентарни избори во државата. Господја Каракамишева, кога го разгледувавте текстот кој го испрати владата до Венецијанската комисија, каков впечаток добивте? Дали е припреман од правни експерти или од политичари кои немаат врска со правото, или, не дај Боже, тој закон им е сервиран од надворешен фактор, од странците, а владата на Заев го има само преведено? Искрено да ви кажам, законот од такава конфузија која што ја има внатре, како што кажав, и нејасни, непрецизни одредби, се сомневам дека воопшто е плод на некаква поголема експертиза или детална анализа на состојбите во државата. И се сомневам дека е подготвен од правник кој што навистина знае номотехнички да среди еден закон. Бидејќи нели сум видела илјадници закони, но ваков правен хаос и ваква текст кој што е пол со правни забуни не сум видела. И навистина не знам добро е да се види кој е творецот на законов и кој е воопшто иницијаторот на самиот закон, бидејќи покрај тоа што нели произлегува одредени дилеми дека ова е прашање на нели предизборен коалиционен договор меѓу СДСМ и ДУИ. Сепак и доколку е така, доколку е дел од тој таков коалиционен договор, сепак требаше да резултира со подготвување на поквалитетна содржина на законот. Навистина не знам кој го подготвувал, но и тој што го подготвувал треба да се запраша дали воопшто се способен да прави закони во иднина, бидејќи овој закон не го помина тестот на Венецијанска комисија. Господја Каракамишева, вие до Уставниот суд поднесовте иницијатива за поништување на законот за употреба на езиците, а пред тоа ги поканивте научните капацитети и еминентни професори да подржат иницијативата. Што содржи, односно што наведавте во иницијативата? Колку и кој ви ги депонира подписите во знак на поддршка? Каков одговор очекувате или пак сте на мислење дека нема да ви одговорат исто како и со поднесената иницијатива поврзана со насилното менување на уставното име? Така. Верувајте дека иницијативата за оценка на уставноста на законот предизвика голем интерес меѓу професорската фила. Скупно 16 професори се подпишаа, но има, верувајте, уште многу кои рекоа дека ќе достават изјава дека ја поддржуваат оваа иницијатива до Уставниот суд, бидејќи јас, верувајте, немав капацитет во смисла на нели помош, асистенти и така натаму кои ќе ми помагаат во овој процес, све тоа го буткав сама и на крај се сватив дека мора да се стави би рекла крај со собирање на изјави, дека мора да се поднесе оваа иницијатива. Иницијативата сакав да ја поднесам пред да започне изборната кампања или воопшто пред да започнат оние циркуси што ќе се случуваат со технички влади и така натаму, со цел да се апстрахираме од политичките
пазарења, но и политичките етикети кои може да ни бидат ставени на сите подписници на оваа иницијатива. И затоа одлучив да иницијативата ја поднесам на Свети Никола, односно заштитникот на Македонија, кој што треба да помогне и во овој процес, во процесот на поништување на законот. Исто така, овој закон го поддржа и бројни обични граѓани. Оваа иницијатива ја поддржа и бројни обични граѓани кои постојано ми пишуваат и до ден денес како може да дадат поддршка. И секако јас изјавата ја ставив и на Facebook страната со цел да секој што е заинтересиран да ја подпише и да ја достави до Уставниот суд, со цел да се зголеми притисокот врз Уставниот суд, притисок како од научната фила, така и од граѓанската јавност. Оно што е интересно за подписниците е тоа дека доаѓаат од различни провиненции во смисла на идеолошки определби, од крајно лево до крајно десно, до центар и така натаму, но сите се сплотивме околу одбрана на Уставот. Во оваа иницијатива нема ништо политика, нема ништо партија, има само одбрана на Уставот и одбрана на правото во Република Македонија, и тоа е оно што не обедини, што не сплоти. Јас се надевам дека и во вакви работи ќе не сплотуваат што е можно повеќе, со цел навистина да се избориме за владењето на правото во земјата. Иницијативата е многу обемна, обширна, на 30 на страни се објаснети сите прекршувања на Уставот. Над 6 одредби уставни се прекршени. Прекршени се и деловнички одредби, како што споменав, и Законот за собрание, но исто така се прекршени и Рамковната конвенција за национални малцинства, Европската повелба за езиците и сите оние други документи кои што ги спомнува и Венецијанска комисија, кои што јас ги ставам само како цитати со цел да се укаже на тоа кои одредби све се повредени. Јас се надевам дека Уставниот суд, бидејќи чинам дека од иницијативата на господинот Апасиев е веќе започната постапката за оценка на уставноста на овој закон, значи се донесе решение за поведување на постапка, што значи дека оваа иницијатива ќе биде земена заедно со уште 3-4 иницијативи кои што се поднесени претходно. Верувајте дека јас можев да поднесам одма, штом се донесе законот, да поднесам иницијатива, но јас знаев дека ќе има мислење на Венецијанска комисија, па сакав да го почекам исходот од Венецијанска комисија со цел да имаме уште еден аргумент голем во одбрана на нашата теза дека овој закон е неуставен и неевропски и дека европското знаменце е злоупотребено, како и во бројни други случаи од страна на властите со цел да се добијат одредени политичко-партиски интереси. Така што на тајмингот кој што го одбрав не е случаен и оваа иницијатива ќе биде, сега во моментот ја преведувам на англиски јазик, ќе биде доставена до сите, заедно со мислењето ќе биде доставена до сите амбасади во Македонија, но и до сите меѓународни организации надвор, со цел да се запознаат и амбасадорите, но и другите странски дипломатски представници со неуставната содржина на законот, бидејќи не сите амбасадори, не сите дипломатски представници знаат каде се прекршувањата. Нормално дека тие не може да ги знаат сите детали во нашата земја. Така што уште една после новогодишните празници, кога ќе се вратат сите на своите работни места, уште една акција ќе следи, поврзана со пошироко афирмирање на иницијативата до меѓународниот фактор, што секако ќе биде дополнителен притисок врз Уставниот суд. Вие видовте дека евроамбасадорот Шпогар беше гостин на Уставниот суд и се интересираше за динамиката, за активизмот на работа на Уставниот суд. Беше на некој начин искритикуван Уставниот суд за немање на активизам и за многу убавно работење, но и за неработење, односно ставање на иницијативите во филка. Но верувајте дека за однос на моите две иницијативи јас нема да седам со скрстени раце, постојано ќе ги потсетувам, постојано ќе поднесувам ургенции, постојано ќе ги информирам и домашната јавност и меѓународната јавност за тоа како не работат, односно како не се професионални во своето работење и ќе ве информирам и вас секако сите заинтересирани докаде работава. Јас мислам, очекувам дека во однос на законот за употреба на езиците дека работите ќе се движат со побрзо темпо, затоа што овој закон навистина е противен на Уставот, на амандман 5 на членот 7 од Уставот, но и на бројни други уставни одредби кои што ги имаме наведено во иницијативата. Конкретно, како што кажав,
повредени се уставните одредби кои се однесуваат на формалната процедура, но и на материјалната содржина на уставот. Сега не би ја елаборирала целата иницијатива, бидејќи како што реков е обемна, ставена е на мојата Facebook страна, така што секој што е заинтересиран може да ја прочита и да види за што станува збор. Вашиот мандат, односно ангажман како член на Венецијанската комисија и представничка на Македонија, завршува, како што рековте, на 12 јануари 2020. Што направивте и дали има нешто што не успеавте да го направите за Македонија во вашиот мандат? И каква порака испраќате до новиот член на Венецијанската комисија која треба да ве замени? За мојата работа во текот на овие 4 години, неполни 4 години, поднесов извештај за мојата работа и тоа исто така објавено на мојата Facebook страна. Интересно е што досега никој од поранешните членови на Венецијанска комисија не поднесоа извештај за својата работа. Прво сакам да кажам две работи во однос на самата исплата на средствата од државниот буџет. Верувајте дека јас бев исплаќена само за половина од моето хотелско сместување во Венеција од страна на Министерството за правда и некои ситни дневници кои што се исплаќале наводно за сите што одат во странство. Значи сакам да укажам на јавноста дека не само што нема фајда од одењето во Венецијанска или тоа дека јас сум зимала пари и така натаму, туку си жив зијан, затоа што прво Венеција е многу скапа како место. Второ, државата не ми помогна во ниту еден смисол да ми даде барем пристојна дневница да можам да си купам јадење, храна, автобуски карти и така натаму. Сето тоа го рекла го остави настрана и буквално овие 3 години јас во голем дел од ситуациите од својот домашен буџет трошев се со цел да можам да одам и да можам да ги бранам интересите на Македонија. Значи, без разлика што бев рекла дискриминирана во делот на трошоците, бидејќи Министерството за правда ми праќаше минимум трошоци во делот на моето хотелско сместување, сепак јас и покрај сите тие рестрикции успеав да отидам секаде каде што бев поканата и да направам презентација на Македонија, но и да ќе објаснам сите политички состојби во кои што се наоѓаше Македонија на секоја пленарна седница каде што бев поканат. Значи и на конференција каде што бев поканат. Прво не отсуствував од ниту една пленарна сесија, не отсуствував од ниту една комисија, односно подкомитет, работа на подкомитетите во кои што бев член, а бев член на 7 подкомитети. Значи секаде присуствував и секаде зборував за Македонија и за македонски проблеми. Понатака не само што значи не отсуствував, туку и бев постојано активна. Значи не седев таму со скрстени раце или како што има голем дел од луѓето кои што одат таму па си прават прошетки. Туку постојано бев таму и укажував на проблемите врзани со Македонија, па токму поради, би рекла, мојата активност, мислам дека луѓето почнаа да разбираат што се случува во Македонија и кои се проблемите со кои што се соочува нашата земја. Така што мислам дека направив и повеќе од она што требаше. На председателот на владата, министерката за правда, мој наследник, кој ја преземе оваа позиција. Посакувам да ја брани Македонија како што јас ја бранам или давам добронамерен пријателски совет, но исто така посакувам да на крајот од нејзиниот мандат излезе со финален извештај што сработи за Македонија, бидејќи тоа е во согласност со демократските принципи на отчетност и транспарентност и одговорност, бидејќи ние таму не сме поединци кои што одиме за своја само афирмација, туку сме представници на државата и ќе браниме нејзините интереси, барем така треба да биде. И добро е да се стави еден извештај што све си направил во одбрана на интересите на државата, со цел македонската јавност да цени или да споредува или да проценува што понатака или кој е најуспешен член кој што ја представувал државата во Венецијанската комисија. Толку можам да кажам околу ова прашање.
Во јавноста често пати се споменува дека потпишувањето на Преспанскиот договор, поништувањето на Преспанскиот договор е можно, но јавноста е збунета од разни изјави на политичките лидери, од разните експерти, аналитичари, професори по уставно право, по меѓународно право и други. Додека едни велат дека тоа е завршена работа и назад нема, други велат дека може ако се има двотретинско мнозинство, а трети велат дека можно е поништување без двотретинско мнозинство. Вие во едно од минатите гостувања на Македонски корени говоревте на оваа тема. Сега веќе се закажани изборите и политичките партии во своите предизборни програми ветуваат се и се што во врска со овие два договори. Господја Каракамишева, ако се сложиме со фактот дека Преспанскиот договор е олицетворение на едно предарство на основните начала на меѓународното право и сосема празно ветување без никакви гаранции, ако се земаат во предвид сите правни и политички контраверзии кои го следеа Преспанскиот договор во Република Македонија од неговото потпишување преку неуспешниот референдум, начинот на кој е постигнато двотретинското мнозинство во парламентот и начинот за промулгација на законот за ратификација на договорот, како и исклучувањата со договорот за добрососедство со Бугарија, дали некоја идна влада би можела да го поништи Преспанскиот договор, но и договорот за добрососедство врз правна основа, вклучувајќи го и членот 42 од Венецијанската конвенција, но само низ словото на законот, а не со шарени лаги, како што некои тоа го прават, со цел да придобијат некој глас од неупатените или оние кои одработуваат за некого креирајќи го јавното мислење? Видете, јас сум пред професор, не сум политичар, и тоа може би ми дава една, би рекла, поширока слобода во однос на толкувањето, односно презентирањето на правните состојби во државата. Во однос на ова прашање има два одговора, има политички одговор и има правен одговор. Бидејќи ја не сум политичар, ќе ми оставам политиката на политичарите и они може да си толкуваат или да си прават политиканство со оваа тема, но како професор по уставно право, кој што е добар познавач на меѓународните конвенции, договори, документи и така натаму, можам да кажам дека овој договор е спротивен на сите не само споменати членот 42 е споменавте од Виенската конвенција, но и бројни други членови од Виенската конвенција, но и од други одредби кои се врзани со бројни меѓународни документи за заштита на човековите права. И тука нема дилема. Договорот од Преспа е неуставен и противен на меѓународното право. И како таков мора да се најде соодветна правна формула да се тргне од правниот систем на државата. Јас уште тогаш се сеќавам на вашата емисија кажав начинот како тоа може да се направи. Прво и основно имаме две работи. Едно е дали ќе одиме во анализа на действијата и актите кои што се преземени од страна една нелегитимна и нелегална влада. Тоа е првото прашање. И второто е доколку се согласиме дека оваа влада е нелегална и нелегитимна, дали актите, действијата кои што ги донала оваа влада може да бидат легални и легитимни. Значи, јас одговорно тврдам дека на 27 април 2017 година оваа власт ја презеде власта во државата на нелегален, неделовнички, неуставен начин. Односно, го избра Тала Џафери како претседател на собрание на нелегален, неуставен и недемократски, па и нелегитимен начин. Со 59 пратенички гласа, без записник, без стенограм, без прецизно утврдена процедура на избор на претседател, тие се натопорија, би рекла, на власт. И почна од таму навака, почна сите оние нелегални действија кои што се презема во државата да се редат. Како правник, значи работите треба да ги вратиме од 27 април 2017 навака. Значи, ако имаме нелегален избор на претседател на собрание и неуставен избор на претседател на собрание, имаме понатака и нелегални и нелегитимни и неуставни процеси, действија, активности кои што ги спроведе оваа нелегална власт. Во тој контекст е и нелегалниот начин на донесување на договорот од Преспа. Значи имаме министар за надворешни работи кој што се потпиша на договорот Преспа, кој треба по дефиниција, по устав и по меѓународни одредби да се потпише претседател на држава, а не да го донесе министерот за надворешни работи. Значи имаме една процедура која што е повредена на ист начин како што беше повредена и за Законот за специјалното јавно обвинителство, но и за договорот од Бугарија, но и за овој последниот закон за употреба на езиците.
Значи ние имаме власт која постојано прави нелегални действија. И тука во тој дел јас немам сумнеш дали нешто треба да се поништи или не, бидејќи е јасно дека секое действие кое што е направено со сторување на кривично дело е ништовно. Доколку и плюс дополнително ако имаме и изјави од пратеници дека се принудувани, присилувани, уценувани да дадат своја подршка за уставните измени, немам сомнеш јас. Значи тоа е ништовно заради тоа што се со сторување на кривични дела се направени, се подпишани овие договори, но и се имплементирани уставните амандмани. Прашање е сега и на политичарите. Колку политичарите навистина ќе бидат доследни на оно што го зборуваат во јавноста, дека се за почитување на правда, право, владење на право. Значи, ако политичарите навистина си останат достојни на ветувањето за правда, право и владење на право, тогаш немам дилема дека овие работи ќе мора да се расчистат. Но ако останат недоследни или ако останат само на празни зборови и флоскули, тогаш мислам дека на Македонија не се пишува добро затоа што ние си го нарушуваме темелот на правната држава, а темелот на правната држава е во владењето на правото. Значи не владее правото, туку владеат елитите. И во таков случај ние немаме гаранција за опстанок во некој нареден период долгорочно, затоа што штом не ти владее правото, ти немаш држава. Државата е правото, територијата, населението и власта. Власта е мора да биде ограничена преку правото. Ниту една држава не може да почитува, ниту па може да опстане со арбитрерност, со самоволија на власта, со арбитрерно одлучување кои одлуки ќе одат, кои одлуки нема да одат. Тоа значи дека власта се наметнува над правото, а тоа никаде не е така, ниту во Австралија, ниту во Америка, ниту во Европа. Така што во однос на предлозите кои што се даваат, што ќе се случува понатака, мене ми е јасно дека политички е неопортуно во овој момент било кој од политичарите да излезат и да кажат ние ќе го поништиме договорот од Преспа. Политички е неопортуно, но правно е опортуно. Затоа велам, кога си правник треба да останеш доследен на правото. Политичарите може да вртаат лево-десно, да одат горе-доле лево-десно, зависно од нивните интереси, но затоа оваа работа треба да решат правниците. Оние кои што имаат, кои што на крајот на денот имаат плата за тоа и на крајот на денот одлучуваат дали работите се во согласност со уставот или не. Од тука јас целото тежеште го ставам на Уставниот суд. Тој треба да се разбуди и тој треба да ја понесе правната одговорност за своето неделување. Бидејќи и во овој случај, како и во сите останати случаи со нелегалните, неуставните закони, треба конечно да заземе став. Дали договорот од Преспа е во согласност со уставот и дали договорот од Преспа е во согласност со меѓународното право. Доколку Уставниот суд остане нем, како што останува цело време, како што го гледаме во последниве неколку години, и не каже ништо, тоа значи дека и тој е соучесник во предавството на земјата и тој прави действија, односно со своето нечинење се вклучува како соучесник во процесите на разградување, би рекла, на правната држава во Македонија. Јас се надевам дека некој нареден уставен суд кој што ќе има храброст и кој што навистина ќе го земе правото во свој раце, ќе успее да ги стави работите во ред. Бидејќи ние ако немаме држава во која што владее правото, ние имаме само една обична политичка гарнитура која со самовластие, со узурпација, со наметнување владее, и ние практично не можеме да зборуваме ниту за правна сигурност на граѓаните, уште помалку за правна држава. А гледаме дека во процесот на евроинтеграција клучниот темел или клучното начело е владење на правото. Тоа ни го спомна и Тимонија, тоа ни го спомнуваат сите представници од Европската унија. Ако е владење на правото клучен принцип за обстанокот на оваа држава и за незиното унапредување како членка на Европска унија, тогаш немаме дилема и не смееме да имаме дилема. Правото е многу јасно, тоа се чита, тоа се применува, не се толкува. Ако се применува, да си го примениме во нашиот случај, да ги исправиме грешките кои што ги направиле политичарите во минатото.
И јас сум сигурна дека може да се решат многу проблеми кои што ги имаме како политички проблеми со соседите, но не со виткање на кичма, не со себе уништување, туку на принципилен начин. Има многу држави во светот кои што се соседи, кои што имаат проблеми, но кои што се ги решиле проблемите на принципилен начин, со помош на правото. Ние не го користиме правото, гледаме дури и пресудата од Хаг од 2011 година ја фрламе во вода, затоа што некоја власт решила дека со виткање на кичма и со конечно со себе уништување сака да ги реши проблемите. Не може да се решат проблемите со себе уништување. Тие може само да се триплицираат, да се зголемат. Проблем не се решава со себе ништење. Проблем се решава со наоѓање на формули, на начини на решавање на политички проблеми кои што ќе бидат принципиелни и кои што ќе бидат примирливи, односно недискриминаторски за сите страни. А такви начини има. Само треба добри правници да седнат, добри политичари да седнат и да најдат модус за решавање на проблемите. Пред известно време испративте јавна порака до одреден број на издавачи и уредници на трудови со следнава содржина. Нема да ме натерате да пишувам Северна, па дури и по цена никогаш повеќе да не ми биде објавен ниту еден мој труд. Ке се најдат издавачи и уредници кои ќе знаат да почитуваат лично достоинство и интегритет, а личното достоинство и углед немаат цена. Ке ни откриете ли за што станува збор, од кого добивте такви пораки и дали веќе некој одби да ви објави некој труд, за каков труд станува збор и која беше причината за необјавување на вашиот труд? Да, па јас имав еден конкретен пример заради кој што практично го објавив тој статус. Една британска издавачка куќа во која што имаше во уредувачкиот одбор имало еден грк, влијателен грк, кој инсистирал мојот труд да не биде внесен во публикацијата само затоа што не употребувам Северна Македонија. И тој неговото инсистирање било прифатено и од другите членови на издавачкиот борд. Значи, тоа е директен притисок врз мене, директно кршење на слободата на творештво, на научно творештво и повреда на моите лични права, заради кој што ја реагирав. Добро е што самиот едитор застана зад моја страна и сега нема да оди публикацијата во британска издавачка куќа, нема да биде објавен, туку ќе биде објавен во Германија. Се надевам дека овој пат нема да најдеме на такви проблеми. Дека овој пат ќе се најдат луѓе кои што ќе знаат што е уметничко творештво, научно творештво и дека тука може јас имам слобода, апсолутна слобода, никој не може мене да ме ограничи во моето право да се ја кажува мојата земја како што сакам јас. Значи Македонија си е Македонија за мене, нема северна, нема јужна, нема источна, има само Македонија. И се надевам дека во овој случај ќе успееме. Мене ми е криво само што премногу се одолговлечи целиот процес. Ја сакав овој труд да биде објавен непосредно пред да се објави венецијанското мислење, но и сега е во ред, доколку се објави и во некој нареден период. Зошто? Затоа што зборувам за сите политички и правни пречки, страдања со кои што се соочува македонскиот народ, дека ова е приказ на безкрај или never ending story, како што велам, и дека мора на ова наша голгота да се најде крај. Бидејќи јас се осврнувам од Илинденското востание наваму, ни сите голготини кои што поминуваме од правен аспект македонскиот народ, ги спомнувам и бројните малцинства на кои што им се повредени нивните човекови права во соседните земји, но и сите актуелни состојби низ кои што помина Македонија. И токму тоа е она што не им одговара на грците, односно на грчките професори да го читаат цел свет, затоа што ми се излезе како публикација светска, така ќе излезе на сите можни континенти, значи. И токму затоа сака да бидам спречена, но јас се надевам дека во тоа нема да успеат и дека ќе најде светлина овој труд. Дополнително што ако таму не биде објавен, ќе го ставам на било кој блог.
кои што тангира теми врзани со човековите права, но исто така имаме и некои други притисоци од внатре, значи учебници не можеш да издавиш ако не ставиш Северна Македонија, дури ако сакате самиот факултет прави притисоци, значи тоа се едни такви непринципиални притисоци кои човек доколку сме повеќе имена ќе се бориме заедно, но гледам дека се помалку веќе професори ве прифаќаат да бидат предмет на такви притисоци, па самите се, би рекла, некако прифаќаат да бидат професори на Северна Македонија. Но јас се надевам дека ќе издржам во овие мои битки лични и дека како пркос ќе го ширам тој пркос и на младите кадри, колку ќе успеам во тоа не знам. Но едно е јасно дека јас Република Северна Македонија нема да ја потребам во ниту една моја публикација, труд, учебник и така натаму, колку и да тоа е на моја штета. На крајот на денот некои работи се без цена и се нешто што не може да се зборува, не може да се опише. Значи тоа е лично чувство и тоа лично чувство никој не може да ми го ограничи или да ми го злоупотреби на било каков начин. Професорке Каракамишева, како ќе ја прокоментирате одлуката на Централното претседателство на ДУИ да не може ниту една есенцијална одлука во државата да помине без консензус, односно со надгласување? Па и тоа е спротивно на Уставот. Спротивно на Уставот беше и Бадантировото мнозинство, спротивно на уставната пракса. Бидејќи такво нешто навистина беше тогаш преседан, кој што се воведе во прв устав на Европа, нели, нашиот устав како прв устав на Европа кој предвидува такво нешто. Видете, значи ако не им се застане, односно ако со правни аргументи не им се застане на албанските партии во одбрана на правото и во одбрана на уставот, тие понатака ќе си имаат мегаломански барања. И тоа не е ниту ново, ниту нешто што ќе нас зачудува или не чуди во моментов. Јасно е дека оваа партија сега бара нови изборни поени, бидејќи очигледно не успеа во голем дел од работите, особено во економијата, засилување на стандардот на албанските граѓани не успеа во тој дел. Така да сега ќе повторно со оживотворување на некои нивни мегаломански идеи ќе бара нови албански гласови. Тоа е јасно дека така ќе биде и во следниот период, но сега повторно ќе кажам до власта, до сите оние кои што се учесници во политиката, дали овие нивни мегаломански барања ќе бидат прифатени или не. Ако и понатака се оди со кршена кичма, веројатно дека се што ќе предложат оние ќе биде прифатено. Но ако се застане во одбрана на принципите на правдата и правото, тогаш мислам дека на многу од тие нивни мегаломански барања ќе им се стави крај. Како ќе го протолкувате последното заканување на господинот Заев дека ќе ги одложил изборите ако во собранието не поминале некои од законите? Па и тоа исто така една од политичките алатки кои што им стојат на располагање. Заев веројатно разочаран од анкетите кои што покажуваат негово вртоглаво паѓање надоле на неговиот рейтинг и на неговата партија, сега ќе бара начин како сето тоа да се одолговлечи или барем ако ништо друго да се оневозможи опозицијата, но и сите оние други слободолни граѓани да делуваат во насока на расветлување на сите оние случаи кои што се врзани со нивните криминали. И тука веројатно сега ќе се бараат причини, бројни причини за одложување на изборите. Мене ми беше јасно уште минатата година, односно оваа година, дека Заев ќе бара причини за одложување на изборите. Тоа не е прв пат, се сеќавате колку причини бара за одложување на изборите 2016 година. Отприлика така ќе биде и сега. Чинам дека нема лесно да оди процесот на примопредавање на власта, односно процесот на изборни на дефинирање на изборниот ден, кога ќе биде, затоа што многу им е сладка власта и не сакаат да ја дадат и нормално е дека имам уште многу работи кои што Заев треба да ги заврши, а кои што се незавршени, така што во таа насока ќе оди и овој процес на одолговлекување на изборниот ден. Господја Каракамишева, кој би бил вашиот краток одговор на следното прашање? Што треба да се направи ако сакаме во Македонија да проработи правдата и владење на правото?
само политичари кои што навистина го почитуваат правото и навистина ги ценат правните експерти кои што им даваат совети. Само такви политичари ни требаат и само такви политичари доколку дојдат на власт може да оправат работата. Доколку и понатака одиме со политика пред се, со политиканство пред се, со газење на уставот и на законите пред се, со договарање непринципиални политички партиски договарања пред се, на сметка на или на штета на правото, тогаш не можам да гледам посветла иднина за Македонија. Значи само вистински луѓе на вистинско место, реформи во правосудството, реформи во голем дел од, значи не само судство и јавно обвинителство, туку сите правосудни органи, почитување на уставот и на законите од страна на власта, значи не непринципиално, туку принципиално почитување и почитување на меѓународното право од страна на оние кои што се први носители на власта. Доколку тоа не го постигнеме, ние и понатака ќе бидеме во овој вртлок на незаконие и правен хаос кој што го гледаме изминативе 4 години. Во кого гледате такова вид на политичари од оние кои претендираат да бидат во идната власт? Значи не би навлегувала во персонални идентификации. Допрва следи време за докажување. Никого не му давам бланко доверба, ниту па некој заслужува бланко доверба, значи прво треба да се види со каква програма ќе се излезе, со какви принципи ќе се излезат и на крајот на денот дали тие принципи навистина ќе бидат реализирани. Кои се тие мерки со кои што ќе се бара реализација на принципите? Ако видиме само голи принципи на хартија без соодветни мерки за нивна реализација, никој не заслужува доверба бланко претходно и воопшто во иднина. Ни причини задоволство вашето одвоено време и учеството во македонски корени и овој пат, господја Каракамишева. Како што рековте, да ги заборавиме сите лоши работи што ни се случија во оваа 2019 година, што предизвика болка на нас македонците и на Македонија и да посакаме годинова пред нас да биде подобра и поплодна година, да бидеме посплотени како нација. Тука и на вас лично и на вашата фамилија да ви посакаме среќа во новата 2020. Се најубаво во истата, да сте ни жива и здрава. Уште еднаш честитки за се што издействувавте кај Венецијанската комисија. Многу успех и со поднесената иницијатива до Уставен. Со желба и понатаму да обстоете во делувањето за доброто и интересите на Македонија. Пријатно до слушање и до видување повторно овде на Македонски корени. Амин. Се ова што го кажавте да биде така. Јас исто така сакам да ви заблагодарам за вашиот интерес што го пројавувате за моето делување. Навистина остана уште малку такви новинари кои се интересираат за тоа што го работам, бидејќи очигледно работам нешто што е спротивно на интересите на власта, но јас се надевам дека и понатака ќе останеме заедно. Толку колку сме, толку сме, што би рекол македонскиот народ, и дека ќе и понатака ќе ме следите во сите оние мои дејанија кои што ги правам, без разлика, пак ќе кажам, дали се избори, дали ќе има избори, нема да има избори, ја ќе продолжам со делувањето во интерес на Македонија. Тоа е мојата мисија, тоа е мојата визија, јас не отстапувам од таа моја патека. Иако сите велат некако остана осамена, јас велам не сум осамена, мене народот ме следи, народот ми дава поддршка и мене тоа ме храни. И јас така успевам да најдам енергија за понатака. Се надевам дека во наредната година ќе имам уште многу емисии слични на оваа, дека ќе кажуваме, ќе зборуваме во интерес на правото и во интерес на Македонија и дека граѓаните ќе бидат задоволни од она што го создавам, го правам, го работам во интерес за Македонија и само за македонскиот народ. Јас исто така сакам да ви честитам нова година, да си поминете убаво божитните празници, да ви биде полна трпезата, полно срцето, убавени во душата и секако убавени во домот. Ви благодарам на вниманието и на интересот и се најубаво се гледаме во наредната, се слушаме во наредната 2020 година. Ајде уште една среќна ви нова година и среќни божигни празници, господја Каракамишева. Се најубаво во новата. Се што ќе ви се замисли да ви се оствари. Благодариме, до слушање.